Добар ден и од мене, и како што знаете, веќе утринскиот блок продолжува по Ја сакам Македонија. Добре дојдовте во новото издание на магазин. Верувам дека имавте убав викенд, а еден од најдобрите начини да се започне работната недела е со музика, па така денеска имаме музички понеделник со мајка и керка, пејачки Јуле и Кали Николовски, кои што објавија нов хит со видеозапис со наслов Дај уживај, па ни откриваат во продолжение за спојот на семејните обврски заедно со професионалните, односно со онаа професија која што ја работат, со талентот што го имаат. Ќе разговараме и за анегдотите од видеозаписот, ќе ни откријат повеќе и за следни соработки, доколку секако ги има кога ќе бидат тие. Добро утро и добре дојдовте. Добро утро, добар ден, убав ден, денес понеделник, нека е среќна недела, успешна. Така е. Еве со музика ќе започне, се надевам дека ќе им пренесеме добри вибрации на гледачите. Така, Јуле веќе повеќе пати ни беше гостника, сега за Па да, одскоро бев, да. Одскоро, мислам дека пред месец-два, така. Да, и предходно исто си, когаш сме тука да следиме оно што е актуелно поврзано со тебе, но сега си тука и со твојата керка, со Кали. Добре дојде, како си? Добро ве најдов, добро, фала. Драго ми е што си тука со твојата мајка, затоа зборувавме веќе долго време. Овој хит, мислам дека се очекуваше веќе неколку години. Вие имавте и предходна соработка, предходно дует, но сега беше време за нешто ново. Да, и нов стил, и нешто што не го очекува од нас. Something different. Да. Да, па види, убава песна, веќе втора ни е дуетска песна, имаме една пред 3-4 години. Ова се случи сосема случајно. Јас морам да нагласам и да се заблагодарам еве вака јавно на мојот драг колега Горан Јовановиќ Топче, кој што е виновникот за оваа песна, кој што е авторот и па некаде околу 7-8 години има сигурно, каде што буквално ми ја поклони песната, не ми наплати ништо за тоа, затоа што навистина се дружиме и приватно и сме одлични соработници. Случајно седенка и имам Јуле песна за тебе, дај уживај, на гитарче ми ја свири. Викам супер песна, меѓутоа у тоа време имав некои други планови, други снимки, други проекти. И викам нека почека, викам ќе дојде време. Ете дојде време баш сега и сосема случајно дома седевме со Кали. Ја пуштам песната и викам што со оваа песна? И баш Кали кога ја слушна песната, вика вау мамо каква песна, вика јас ќе ја снимам, знаеш. И вика одма лесна, едноставен текст, едноставна мелодија, влегува одма од прва во уво и јас од прва реков нема проблем, снимаат ти. Меѓутоа еве исто така да го поздравиме и Андреј Ник, така, едно прекрасно човече, младо, амбициозно, кое што навистина одлично си ја знае својата работа, доста креативен, полн со идеи. И отидовме кај него. Требаше Кали да ја снимају, во последен момент одлучивме, а зошто не е заедно? Строфа, рефрен, едната па другата. И така се случи, интересно беше во студио, се смеевме една на друга, која може да долови подобро, пошто релативно песната е висока, во висока интонација и нормално јас со она повисоко пее, пошто е и студент на музичка академија, соло пеење студира и тоа многу добро го знае и оди. Меѓутоа јас и годините, нели, пониска ми е, барав да ми ја спуштат за полустепен, меѓутоа, нели, успеав некако да не ми даде, можеш ти, ајде, викај. И се смеевме, имаше интересни работи, кај што не можев да го фатам тонот, ама успеав на крај. Така се надополнувате една со друга. Да, секако. Да, Кали, од која возраст почна да пееш, бидејќи си растала и со мајка, татко, што се музичари, некако тоа беше неминовно да запловиш и ти во тие води? Да, тоа уште многу малечка. Со тоа што ја гледав мајка ми како пее, татко ми како лупа на бумњеви и со тек на време почнав и јас да си пеам по дома, исто и да учам и бумњеви да свирам. Дедо ми исто свири на клавиатура, на бас гитара и све ме интересираше, сакав се да научам. И ама најмногу беше интересно кога мама ќе пееше, јас ќе
почнам со нејза да пеам и се надвикуваме која повеќе може, и со тек на времето се вроди во мене. Па добро, и си пееме меѓусебно пратечи вокали, или во студио си помагаме една друга. Исто јас ми доаѓаат мелодии, меѓутоа не знам толку добро да свирам, сега знам нешто основа. Меѓутоа она знае баш. Консултира со мене. Да, и ќе викнам Кали, молим те ова, ајде, на, одма и ќе фати по мене и така заедно создаваме музика, правиме. Текстови, аранжмани. Да, уште од 15 години, 14 веќе така беше го сними и првиот видеозапис Аманет. Да. Исто нејзино дело, така да Твој текст музика беше таму исто Да, се. да. Аманет ја имав снимано со Панда, Иван Костадинов. Аранжманот е мој и негов, наша замисла. Текстовите се сите мои, освен последнава песна. И имам уште многу текстови, многу песни, што не знаевме јас и мама која попрво да ја снимиме, од што се навистина добри. Ама со Андре, кога се консултиравме, беше како прво оваа да ја извадиме пред Нова година, така е по-позитивна, убава енергија дава песната, а потоа одберете која ти, која Калина ќе ја пее. Да, повеќе песни му дававме, малце повеќе работа на Андреј. Голем материјал. Да. Но сигурно планирате уште дуети со работи. Па дуети сега може не, затоа што ова е Доста бе. нели тазе, доста е свеж, фреш да кажам, така да добро поминува на радио станиците, доста се врти, на YouTube исто така и многу пофалби од мои драги колеги и пријатели, луѓе кои што не ги познавам исто знаат да ми придат, знаеш, супер песна, дај уживај. Ја пуштам во у кола, ја слушам, носи една позитивна мисла. Дај уживај, животот Дури минува. мали деца ја пеа. Дури мали деца, да. Така да сведоци сме на така некој ќе рече можеби лесен, едноставен текст, но некогаш и тешко е да се создаде таква некоја лесна песна, да кажам. Така да благодарам на сите што вистина има доста пофалби. Ти си позната и по пишување на потешки или не толку лесни текстови, емотивни, со Точно. подлабоки приказни, така што можеш да се пронајдеш и во двете. Точно, да, имам текстови кои што буквално треба да седнеш и да подразмислиш малце што има и содржина малце подлабока. Меѓутоа оваа песна не е мој текст, како што кажам, на комплетен автор на Горан Јовановиќ Топче. Лесна, едноставна и супер песничка. Да, ќе има. Видеозаписот исто е да го поздравиме Драјан Ристовски Дац, кој што го снимаше, па скоро цела вечер беше, мислам дека така нешто, да. Да. Мислам дека околу 7 до 5-6 наутро снимавме. И спотот одава таква вибрација, на позитива и убаво расположение. Сите кои што се во самиот спот. Точно мораше да се ориентираме према Кали кога е слободна, беше слободна навечер само затоа што преку ден има своји активности, факултет, паралелно си оди на работи дополнително нешто за себе. И навечер, ноќе снимаме, така да... Ама беше многу забавно. И беше интересно, да. Паметите ли некои интересни ситуации, анегдоти кои што би можеле да ги споделите? Па види, искрено, јас пошто тој период пред Нова година се снимаше и спотот беше издаден на 29-ти, така ако не знам, 28-29, 29 декември, баш пред Нова година и снимањето беше супер, значи пресоблакање, шминкање, сите тие работи. Огромна сала, преголема сала и ми беше многу ладно, значи дуваше од сите страни да загрееме, меѓутоа огромна сала кај што се снимаше. Едино тоа го паметам дека беше ладно и ја викам дајте чаша вино барем малку да се олабавам и баш виното малце ме загреа. Почнавме со снимање, беше навистина супер. Виното ни даде малце расположение. Моравме да земеме вино. Да. Кали, колков предизвик е да се соработува со твојата мајка? Па не е предизвик, некако учам јас од нејза. Ако она не е, мислам нормално јас и од професорите учам, ама најмногу од нејза имам научено.
Иако ме учат во школа како треба да биде, што треба да биде, на факултет сега, друго е од дома. Она можеби не знае да Може не знам научно, нели? Научно, да. Школски да каже. го представам тоа на хартија, меѓутоа го чувствувам и знаеш, моја драга Андријана Јаневска ми го има кажано тоа. Јуле, ова ти што го имаш, ние тоа не го предаваме во училиште. Значи, можам да го кажам тоа, нели, со пење, со емоција, со пракса на некој начин, затоа што имам преку 24-5 години искуство веќе само тоа го работам и можам да и покажам дишење, мада идев и на часови приватни исто кај Андријана Јаневска, меѓутоа немаше потреба затоа што и она вика ти тоа го имаш природно вградено во себе, така да тера и пеј си супер е. Ето, се надевам дека и помагам колку можам на некој природен свој начин. А мора да има и меѓутоа наука, своја теорија и пракса. Апсолутно, наука и школски е веќе нешто друго, каде што Јас сум во голем плюс, ем пракса, ем школски. Кој е најдобар совет што си го добила до сега? Или критика? Па имало и критики, имало и плачки, и нервози, да. Кога си ја расплакала? Па добро, имало периоди кај што, знаете, понекогаш ние очекуваме можеби и премногу како родители. Не, повеќе ти од секогаш повеќе си ме поддржувала. Татко ми е поголем критичар. Он е малце построг. Он е построг. Но знам дека и он ми збори за моје добро. И за Макфестот. Така, малце... да. Тука Што прв јавен да. настап и беше Прв пат излего. И беше многу возбудена. Многу. Само пушти се и тоа нормално, се прв јавен настап се случува, значи сето тоа е природно, да младите пејачи треба да ги не да ги хейтаме, него треба апсолутно да ги поддржуваме, значи нормално е да има трема. Нормално е пред нели во салата имаше преку 1000 луѓе. Нели те гледа цела Македонија. Макфест е еден од најдобрите фестивали тука, поп, да кажам. Каде што и ти си била и фестивалските настапи се исто твој фак. Така, да. И баш треба да ги поддржуваме. Мислам, сите пејачи, па добри, фалше, нормално, тоа е природна појава, затоа што, знаете како, кај нас жените во текот на месецот поминуваме многу фази на расположение. Ке кажам, пред циклус, пред ПМС, значи сето тоа после, пред и после, нели, сето тоа влија и на гласот и на самите нас. Така да, апсолутно треба, поготово женските вокали, не само женските и машките, значи и тие имаат трема, нели, нормално е. Да, се случува, да. Треба да се поддржуваат, според мене. Може да погледнеме, еве веќе гледаме инсерти од Макфест, па да прокоментираме малку кога гледаме дел од овој настап. Претпоставувам дека повторно би сакала да се пријавиш дали на некој фестивал или надпревар, бидејќи на регионално музичко надпреварување имаш учествувано, дали се уште тоа ти значи и би сакала да учествуваш? Нормално дека би сакала. Првиот пат Макфест се е искуство на некој начин и си го сватив тоа како предизвик голем, што морам да се покажам на многу подобар начин, да немам таа трема и да се соочам со публиката, со рефлекторите, со енергијата, да бидам посамоуверена. Јас сега ќе видиме здравие оваа година, исто може на Макфест да се оди со нови песни. Да, веќе аплицира со песна, така да го влезе песната. Ќе биде исто некоја побрза или балада? Не откривам, ама побрзичка песна. Бидејќи знам дека ти и рап музиката ја сакаш. Да. Дали и во тој дел се пронаоѓаш се уште, бидејќи имаше и такви песни претходно? Да. И рап, и поп, и соло пење, се. Па некако и нема дефиниција за одреден стил во рете. Почитувам пејачи кои што имаат одреден стил, кои што само фолк терат или само фолк. Меѓутоа во последно време сведоци сме на тоа дека некако се е измиксирано, се е некако заеднички, така да не можеш да дефинираш
точно што фазоне, али битно е добро и луѓето го сакаат и го бараат и зошто да не. Да, и во вашиот претходен дует имавте микс на жанрови. Точно, да. Ајде, додај Јас газ. сакам многу да мешам, да барам, нешто ново да создавам, било каков вид на музика. И може и рок да создадам, тоа не се знае во иднина, ама се слушам едноставно и се сакам да направам свое. Се што е добро за уво и луѓето го сакаат, тоа прифатено е. Тоа е тоа. Кој ја создаде таа песна? Чија беше идеја за таа песна? Кали е Претходниот виновникот, мој. да. Додај газ, да. И она ме натера да испеа малце така, како да кажам, не знам како да кажам, додај газ. Па добро, тоа е турбофол со рап. Да. Така да повеќе на некој бугарски начин. Па да. Башно што го зборувавме мешање на стилови. Да, и жанрови. од 80% има гледаност од Бугарија на таа песна. Значи Македонија не се слушаше толку многу, ама бугарите и видеа, многу видеа има на TikTok, на Instagram. Да, со таа музика. Тоа над 2-3 видеа, може и повеќе, немам видено. Ама бугарите ми има изнапишано многу пораки дека е многу добра песна за возење. Така. Па дури имаше и, ако не заборави, дека и тие бара за да ја откупат песната, Да. меѓутоа, Кали сега за сега не размислува на такво нешто, нели? Сепак да откупат авторска песна. Да, сака и на бугарски да ја препеа. Да, на да. бугарски Да ја јазик. препеа, да, и беше тој момент некако дали, ама се одлучи да не. Па ќе видиме понатаму можда Не би по секоја Да. сума на пари да давам нешто што е мое. Сега за сега. Така е, не по секоја Ама цена. види Да. па сега, ако дадат добра цифра, Времето ќе покаже. ќе покаже, да. Јуле, имаш ти искуство во тоа да на повеќе јазици создаваш музика? Во твојот случај на српски. Па да, македонски и српски мислам. Исто е јас, пошто нели Да. знаеме сите дека потекнувам од српско семејство. Девојачко презиме ми е Влајковиќ, мајка ми Цветковиќ, така да ете, по тоа може да видите. Мажена сум нели Николовски за македонец тука во Скопје. Еве две прекрасни деца. Така да имаше 3 песни издадено за гранд продукција. Понудата, мислам, соработката е во секое време. Нели отворени се и вратите и за таму. Меѓутоа за сега сум стационирана овде. Имаме доста работа, доста настапи. Ете, новитети, песни, планирам во иднина исто и нови проекти. Имам една песна од првиот албум која што сакам да ја преработам во помодерен аранжман, да кажам. Затоа ќе збориме прво да се изработи, да се изреализира се како што треба. Да, една преубава песна, балада преубава која што жените многу ја сакаат. Така да ќе се посветам во иднина, во скоро време на песната. И ќе дојаме да промовираме тука, пак да си промуабетиме, нели? Да, ете да да се не- подружиме со гледачите. Да не се чекаат 6, 7, 8 години како за оваа песна, например. Што долго време Па да, поминало да, и ужива. за најновата да се издаде. Точно, да. Има уште многу такви песни Има. кои што има. чекале со години. Има, да, има. Па знаеш како јас знам усред ноги да станам, а тоа и на Кали се случува и да викнам Од сон. да, мамо, слушај, ова сега ми дојде. И значи дали е тоа некој стих од текст, дали е тоа некоја мелодија, истото го имам и јас. Да. Тоа е нешто што не може да се опише. Така да има доста песни, меѓутоа, нели, идеме степ бај степ, не можеш се наеднаш, нели, да издадеш. Полека, третиот албум веќе го спремам, така да ете и за тоа ќе дојде време, ќе коментирам. Како знаеш, кога чувствуваш дека е вистинско време да ја издадеш? Песната, особено оние кои што чекале со години, па треба и да се присетиш дури и на мелодијата, на текстот. Така, ги знам, едноставно се меморирани и во телефон, и во главата. Нешто ако заборавам, нели, ќе се присетам. Така да си знам, не заборавам. Да, однатре чувствуваш кога треба да се објави. Па нема, види, кога треба. Никој не знае кога треба. Генерално ќе се сложат и мои колеги
со ова дека не знаеш ти моментот или кога, како се. Но некои планираат со цел да речеме прават одредена песна. Јас никогаш не планирам. Кај Добро, мене е прават за спонтано. временски период, зимска песна, есенска, пролетна, летна. Добро, или за фестивали. ако Добро, да некој речеме. се води Фестивали. према тоа, меѓутоа јас не се водам према тоа, што знам јас. Немам време да размислувам дали есен или ова ми доаѓа некоја добра мелодија кај што, нели, си ја снимаш и си тераш. Така да така функционирам јас. Кај нас е проблемот одлуката која попрва дојде. Бидејќи се Која многу. прва дојде, да. И сите се убави, сме која прва? Дај сите да ги извадиме одма. Ама не може одма да се извадат сите песни. Дали твојот татко има тука удел да ви помогне околу одлуките? Да, да, Како да, искусен да. музичар? Од секогаш. Апсолутно, Од секогаш знае да помогне, значи што е во негова дејност, нели, како тапанар. Дали се тоа акустични, дали се електронски тапани, дали се конги, дали се тарабуки, допуна позади. Значи заедно у студио знае тоа да помогне и да насочи, чекај овде ту, вака е боле да си каже свое мислење и функционираме. Одлично. Нека знаеме и да се скараме, ама добро. Да, Зашто но- најмногу? Па за За музика. музика. За музика, За да. ништо друго. Да, затоа што знаете како, различни генерации сега, он е 6 години постар од мене. Јас имам толку колку што имам, нели, Кали е релативно помлада и сите имаме гледање кон музиката малце поразлично, секој различно ја доживува, а секој си кажува свое мислење, па знаете како, тука доаѓа до расправи. Кој Знаеме ќе пресече на крај? на повисок тон и знае Никола, доста се расправате за музика, веќе ми ја пукнавте главата. Ама нормално е се до тоа, едно музичко Никола- семејство така да функционира. Да, но мора некој Никој крајната одлука да ја донесе. Да реши. Па види, јас сум Во човек, случајот сум јас ќе избегам. Никола ќе избега и на крај сите на своја страна и после пола саат е мирно се. Тогаш слегнуваат Да. работите. и јас сум секогаш компромис да има, да не секогаш, и моето ќе се преиспитам, нели, со муабет со едно со друго. Може би не е така како што јас размислувам, нели? Сепак нека треба да се сослуша и нејзино мислење и на сопругот. Ама ако сметам дека не е така, не е така, мислам. Да, дома сме сите тврди глави. Да, Па. да сме си живи и здрави. Да, но секогаш ако е добро, нели, за крајниот продукт, Вреди тврдоглавост. Нели? да. Кали одиш на настапите? Кај твојата мајка, твојот Да, да, татко, да. дали Да. учествуваш и ти или само сакаш да гледаш, да слушаш? Па, зависи кога Од како. расположение. Да. Некогаш исто знам да пеам и јас со незе, една-две песни, некогаш само сакам да ги слушам, зависи од друштвото. Јас знам да ја изненадам па и некогаш. Да ја Сега, изненадам, драги да дами и господа, за сите вас, И она, станувај. Тогаш веќе мора да стане. моја Да, драга и мора. ќерка и колешка, Кали и сите, Кали, кај нема кај да бега, ќе стане, ќе пее. Иначе не сака да настапува вака, нели, свадби, различни ивенти, нели, гостувања, како што јас секој викенд сум сигурно негде надвор од Скопје или во Скопје. Сега за сега нема таква желба, меѓутоа јас како мајка, нели, секогаш и Не дека сум јас се не отворена сакам, да, јас сакам да настапувам сепак тоа уште од малечка сум го гледала. Да. Ама сакам да создадам своја музика, да биде прочуена мојата музика, од после јас да си настапувам со мои песни плюс додаток од други Добро, македонски покрај песни. твоите и јас покрај своите си пеам, нели, Јована Јованке, нели, си припеам. Добро, да. Да, има простор да отпееш и свој, нели, А, да, авторски. да, да. Точно. И забавна народна музика, латино исто. Се што е потребно. Повеќе жанрови се пронаоѓаш. и ти. Зависно од каков ивент станува збор. Да. Значи, ако е отворен ивент некаде во ресторан, клуб или ово она, пееме тоа што се бара за такви места, ако е свадба, нели? Да. Се знае што треба да се пее. Да. Ние располагаме за тоа, сме џубокс, немаме проблем. А Кали, што си отпеала до на оние јавни настапи на кои што си била? Па, со мајка ми? Да. Оф, по последната песна Па нешто од Брена, нешто така. Значи и таму може да... Тука да кажам пронајде ресторански, да отпее. да, нешто Тома Здравковиќ, нешто така. да ти За душа нешто, Да. онака опуштено со друштво, беше, да, сега скоро. сега. Ете, да не ми кажавте, немаше да ја замислам Да, да. и во тој стил.
Па може негде да не видиш у некој ресторан, ете случајно ако се Така е. се деси, Да така да. дојдеш. Па може и заедно да си спееме сите, да си поминеме супер една прекрасна вечер, зошто да не. Има ли најави сега за некои нови настапи каде што е од отворен тип да може и публиката да ве види, да ве слушне? Има секој викенд сме некаде, значи сега сме Охрид, Неготино, Струмица, значи нонстоп сме некаде, веќе има најави на мојот Инстаграм профил, на мојот Фејсбук профил, каде што луѓето знаат кај сум, што сум и многу сум благодарна што се доста посетувани, што луѓето веќе доаѓаат и Јуле ме поздравуваат. Многу сум благодарна за тоа и благодарна што ете, споделуваме убави моменти што луѓето барем на саат-два знаат да се олабават, да слушат убава музика, да дојдат лично за мене и навистина е благодет да ги олабавуваш, да ги опушташ луѓето барем на саат-два, а сакаат да го слушат мојот вокал, мојот глас и сум благодарна за тоа. Сега периодов има повеќе од таков карактер настапи. Оние приватни веселби, да. предпоставувам, не се во полнек, не се се уште започнати. Од Великден натаму веќе се комбинирани настапи, да кажам, и гостувања, и приватни ивенти, и свадби, свечености, такви работи. Така е, Кали, дали размислуваше и ти за регионална соработка или кариера надвор од нашите граници, како и твојата мајка што беше во Србија? Да, По тој сега. повод ти беше дел и од регионално шоу. Да. Дали па е. се уште Таму и запознав доста колеги од Србија и сум во контакт. И доста од нив ме пишуваат да снимаме дует. Ми пуштаат нивни аранжмани, нивни текстови да сослушам, да видам дали ми се допаѓа за дуети. И до сега со двајца прифатив да соработувам, но ќе видиме кога како, зашто пак треба да патувам, треба да одам во Белград со нив и има исто така и Грција, има доста понуди. Ja веќе си ангажирана и тука, нели на факс, нели со работа и така да видите што ќе Создаваме музика Да. полека. А колку ти значеше во кариерата тој момент да се представиш пред регионална, пред балканска публика, нешто надвор од нашите граници, што Па добро, тоа кога беше пред 5-6 години? Да, има одамна 5-6 беше, да. години, негде на твоја 16-17 годишна возраст, да. И убаво чувство е, сепак. Там бетере. Доаѓаш прв пат, не знаеше никој, тоа се огромни студија, да. огромни простори. И поголема е конкуренцијата? Сигурно повеќе нели музичари, повеќе пејачи, па постои ли таму некој страф од таа конкуренција, дали Постои. Постои завист помеѓу колеги? Не, Како беше токму пред твојот колегите, моментот пред кој треба да се представиш малце. Од жирито? Жирито кој што беше? Си викаш, чекај, овие се многу големи звезди, настапуваат полнат сали од 4-5 илјади луѓе и повеќе. И застануваш пред него, буквално седи карши тебе и нормално трема се има. Сите скоро имаат трема. Добро, да, на 16-17 годишна возраст, што и особено можеш тоа. нели да се очекува. Меѓутоа нели сето тоа е едно искуство и плюс мотивација за нели понатаму да создава нешто. Се е тоа лекција. Точно, може да биде одскочна даска за понатаму, зашто да не? Апсолутно, да. Иначе звезди, да, секоја чест за сите тие жирија таму, сепак се компетентни луѓе, меѓутоа се едни сосема нормални луѓе. Барем јас така ги доживувам. Еве јас сум дел од тој свет јавен, да кажам. Обичајно и така велат, најголемите звезди пак се најскромни, најприземни. Точно. Не мора да се глуми. Зошто да се глуми, нема потреба. Ние сме само, сите сме исти крај крајава, само што нашата работа е нели од јавен карактер. Да, како и други професии што има јавни, но апсолутно сепак тоа е дел од работата и се прифаќа. Така На некој начин. Ви благодарам многу за ова гостување. Драго ми беше што заедно дојдовте овој пат. Долго време беше ова договарано да бидете заедно. Овој пат ете со дует, со заедничка песна и ви посакувам уште многу успеси во иднина, да се гледаме само за убаво. Фала и вам, Јелена, фала и на сите што секогаш сте нели отворени за соработка и за нешто промотивно. Се надевам не задни пут, ќе дојдеме повторно пак. Да.
Благодариме. Ве очекуваме со нов дует, а сега ќе ја погледаме Дај уживај, па да ужива Може, и публиката да во уживаме. најновата песна на Јуле и Кале Николовски. Од мене до гледање.